Денеска сакам со задоволство да го најавам почетокот на една кампања, една акција која општина Струмица еве од денеска ја започнува. Тоа е најавуваниот проект Здрав оброк, здрави навики или здрав оброк за секое дете. Пред се работи за една ужинка, овошје кое што треба да иницира промени во начинот на исхрана на нашите најмлади сограѓани, на нашите деца. Знаете дека и нашето општество, како и општо глобално е еден проблем, постои во светот. Нашите деца се повеќе имаат прекумерна тежина, немаат најздрави навики на исхрана и мислам дека со овој проект сакаме да поттикнеме едно размислување, иницијатива, која што треба да биде поддржана секако пред се најмногу од нашите наставници, од педагозите и секако од родителите, кои верувам дека не секогаш успеваат на децата да им ги наметнат здравите навики. Мислам дека овој проект содржи многу потенцијал. Јас се надевам дека најправилно ќе биде разбран од родителите и од педагозите и од наставниците и дека ќе придонесе во една заедница, заеднички децата да се стимулираат, да ги променат своите навики и поздраво да се хранат. Секако со тоа обезбедуваме еден поздрав развој на нашите деца, ги подсетуваме на онаа што би требало да биде навика која што ќе трае цел живот и која ќе создаде кај нив еден поголем потенцијал и можност за да размислуваат како би требало да се хранат во животот. Прекумерната тежина, неправилниот начин на исхрана носи одредени ризици за одредени состојби, метаболни состојби кои понатаму во животот можат да им представуваат проблем. И преку овој оброк, односно јаболко кое денеска го поделуваме, символично праќаме една порака за овие промени да влезат во секојдневието на нашите сограѓани и на нашите деца. Јаболкото е символично овошје кое има докажени нутритивни некои квалитети, е овошје кое што можат повеќето деца, сите деца практично да го конзумираат и е една база повеќе и символ на онаа што би можело понатаму да се развива и со некои други сезонски овошја, се разбира. Представува еден символ на здрава исхрана и, знаете, инспирирани од тие европски, светски поговорки дека конзумирањето на едно јаболко на ден го чува докторот настрана. Сакаме да ја пренесеме пораката дека не само јаболкото, туку и целиот стил на исхрана кој што се одвива и во домакинствата, во фамилиите, треба на некој начин да поттикнеме размислување за корекција на начинот како ги тераме нашите деца да се хранат или како свесно или несвесно ствараме навики кои што не секогаш се баш здрави. Морам да го потенцирам значењето на родителите и на наставниците. Ова би требало да се развие во едно дообјаснување, проширување на овој проект и на оваа акција, со што мислам дека ќе биде обезбеден целосен успех на онаа што ние сме го замислиле. Ние едноставно како општина не сакаме да бидеме инертни на некои навики лоши навики со кои родителите често не можат сами да излезат на крај. Пред се здрав оброк, здрави навики, не само во начинот на исхрана, туку и во начинот на однесување со отпадот, тие ќе бидат пакувани во одредени кесенца кои што се дозволени и кои што имаат символи кои што ги подучуваат децата како треба да постапуваат со овошјето пред се и секако со остатоците од храната и со опаковките во кои што се пакувани овие овошја. Секој ден во сите основни училишта околу 5000 јаболка или било кое сезонско овошје кое понатаму можеби ќе следи ќе добијат, значи сите ученици од 1 до 9 оделение во сите населени места и во сите основни училишта.